Ама јас не можам да ја менувам историјата, светската историја, не Бугарија. Во периодот 41-44 Бугарија е составен дел на фашистичката коалиција. Тези надписи обаче какво място имат? Какво място имат в град като Куманово? Не излезе и не се само ми извини. кажете какво място имат тези надписи в град като Куманово, чието знак ни подарихте току-што. Знаете што е резултат на таквиот режим на владење? Оваа книга само за мојот град. Над 900 жртви. Овој човек има, овој ми е дедо. Има 15 години исечене на парчиња. Значи, над 800 жртви, од кои најголем дел или над 90% се убиени од бугарската фашистичка полиција и армија. Ова не може да се заборави, но може да се стави на страна, да се учи од минатото и да креираме нова иднина. Но не на начинот како што го креираат некои поединци од вашата држава. Значи, прво еднаш треба да свати бугарската држава дека од македонец бива само македонец и не бива ништо друго. Ние сме македонци, вие сте бугари. Ве сакаме и ве почитуваме, сакајте не такви какви што сме. Затоа што на друг начин никогаш нема да се разбереме. Сето ова што овој процес низ кој што поминува Македонија, верувајте ми, не поминала ни една држава до сега во светот. Ние излегуваме како едно заморче врз кое што ќе се вршат експерименти. Тоа е недозволиво. Значи, сакаме да одиме во Европа, врз база на ставовите на Шуман и Моне, да се почитуваат правата на помалите. Затоа и се прави тој сојуз, за да се даде еднаква можност и во делот на одлучување, но и на уважување. И ве се случува блокада по суштинско прашање, кое што е основно начело на создавање на Европска економска заедница и на Европската унија, а тоа е заштита на интересите на малите, особено на етничките, националните права. Но во Македонија дипломатијата се уништува со децении наназад. Зошто? Поради енормната партизација. Така всушност ние уништиме и јавната и државна администрација. Некаде 97-8 година принципот за да бидеш примен на работа беше чичини, батини, теткини. И така натаму, значи по родбински и други врски. Од 98 почна енормна партизација на државниот систем и крајната цел беше дипломатија и сега гледаме интензивно од страна на ДУИ, законодавната судската власт исто така се партизира и тоа продолжува, но ние не бевме дипломатски подготвени. Имавме индивидуи, но за жал професионалната дипломатија беше еродирана во нашата држава и ден денеска тоа ни се случува, па ви се случува да имате дипломат во странство на битна држава членка на Европска унија, НАТО и така натаму, кој што 5 дена нема дипломатско искуство, туку претходно работа во некој кабинет на некој политичар. Значи, ние немаме намера да бидеме опозиција, имаме намера да ја преземеме одговорноста, да ја водиме државата и да ја реорганизираме, да ја направиме да биде само одржлива држава и да поднесеме одговорност пред граѓаните. Движење Знам за наша Македонија.